Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во предпоследното издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ Канал од Виса за оваа веќе подостарена 2019 година. Одлучивме денешнава емисија во целост да ја посветиме на мојата колешка Сузана Мицева, бидејќи имаме што да разговараме, бидејќи имаме два убави поводи. Завчера во малата сала на Националната установа Центар за култура Антон Панов се случи промоцијата на незината книга насловена Тивко како молитва. Најпрвин добар ден, добре дојде во неделното попладне на програмата на ТВ Канал од Виса и честитки за најновата твоја книга. Благодарам, Ѓорги, и за поканата и за честитките. Навистина ми е радо што ова неделно попладне сме овде, имаме можност да поразговараме за најновите работи околу нашите ангажмани. Така, јас и завчера по завршувањето на промоцијата, а и пред да почне разговорот, ти реков биди горда на оно што се случи, биди горда на таа промоција. Тоа е без друго најубавата промоција на која некогаш сум присуствувал. Беше навистина пријатно да се биде дел од таа промоција. Нека им е жал на оние кои не може да дојдат и да дојдеа ќе мораа да стојат, бидејќи салата беше преполна. Какво е чувството 2 дена потоа? Јас се уште сум така под силни импресии и дури не си ни дозволувам да се навраќам на сето она што се случуваше. Беше навистина со многу емоции. Голема благодарност пред се за сите вас осумина кои што бевте вклучени во читањето, во кажувањето на стиховите, бидејќи вашите емоции беа тоа што ја направија промоцијата да биде навистина убава. И многу ми е драго што, иако спонтано и воопшто не трошев време на некоја посебна организација, туку само сакав да биде спонтано, да не биде наметливо, да не биде премногу насочено кон тоа глорифицирање на поезијата или на поетесата, туку да биде едноставно дружење помеѓу публиката и оние кои што на сцената ќе ги кажуваат стиховите, па се надевам дека и многумина што беа присутни ќе го делат тоа чувство. А јас пред присутните, бидејќи бев дел од таа промоција и ти благодарам за довербата, кажав дека честитки заслужуваш за таквиот концепт на промоцијата, бидејќи и тогаш реков дека доста е веќе од тие клишеа, од таа класика во кој се кажува поезија, па зборува промоторот или рецензентот, па пак се кажува поезија, па зборува авторот и толку. Едноставно беше пријатно да се слушат сите тие луѓе кои беа дел од таа промоција и кажуваат стихови од таа твоја стихозбирка, најнова, од Тивко како молитва. Интересно е тоа што ти не ги натера тие луѓе, не натера нас да ја прочитаме таа песна што ти ја сакаш, туку да биде тоа наш избор. Изборот беше навистина тежок, морам да признам, бидејќи која и да ја изберевме, штета што книгата не е овде. Но ја има и во промоцијата, сега ќе ја прикажеме. Но можеше вака, отприлика да... Значи вака, па таа ќе ја прочитам и немаше да се сгреши. Јас искрено сум прогната од тој исказ. Се надевам дека и другите ќе ја оценат. Да, просто која песна да ја прочиташ, мислиш, може би таа другата е подобра од претходната, ама не е така, сите си имаат своја тежина, сите си имаат свој квалитет и навистина заслужуваш честитки. Токму тој концепт ја направи таа промоција да изгледа така како што изгледаше и сите што беа таму да се чувствуваат многу пријатно. Ајде да им откриеме на гледачите што е всушност Тивко како молитва. Тивко како молитва многумина го оценуваат како навраќање или нурнување во внатрешните светови на едно поетско јас. Меѓутоа, тоа може да биде само делумна вистина, бидејќи првите зачетоци за тој тип на раскажување, вртење околу соновите, околу домот, околу некои заборавени мириси на детството ми се појавија кога ја следев бегалската криза и кога гледав како река луѓе минуваат покрај мене. И имав се трудев како новинар да имам однос на професионалец кон целата таа ситуација. Убав спој на новинарството и поезија. Да, јас тоа и синоќ ќе го споделив со колегите.
понекогаш пишувачите трагаат по инспирација, Така одат е. на невообичаени места за да ги најдат мотивите за својата следна книга. Мене сами ми се случија. И велам дека отпрво имав отпор, меѓутоа потоа сватив дека низ сите тие луѓе јас гледам детства, разрушени огништа, гледам соништа кои што се срушиле, гледам птици кои што умираат во летот и сватив дека тоа едно бегство што го прават луѓето принудно може да не сврзи со бегството што ние како луѓе секојдневно го правиме. Бегството од реалноста, бегството кон детството, бегството од она што ни се случува. И едноставно Бегство од себе? Бегство од себе за да се најдеш. Знаеш, тоа така некако го доживував целиот тој процес, што значи тоа се исповедни, но не биографски, току песни на еден, како да речам, надреализам. Така, но она што заборави да го кажеш, дека таму се поместени песни кои добија награди или беа номинирани да бидат наградени. Зашто станува збор? Тоа се всушност, тоа е еден проект, но беше поделен во два ракописа. Првиот беше насловен Молитвеникот предходниот живот, кој патем и се отпечати, а вториот е Животот отеде границите. Така. Животот отеде границите беше во најтесниот избор на наградата минатата година Ацо Караманов, а предходната Молитвеникот на наградата Јован Котески во Струга. И кога ја добив таа книга, која што преживеа некои технички проблеми, првата книга, мојата уредничка Ксенија рече дека многу и се допаѓа ракописот, бидејќи таа веќе имаше контакт со нив и дека ќе разговара со уредниците, со директорите кои што се занимаваат со другиот, бидејќи таа уредник на списанијата за деца, да се отпечатат и многу непосредно по тој разговор добив информација дека ќе ги отпечатат двата ракописи како една книга, онака како што се истворени и навистина сум на просветно дело преблагодарна за тој гест, бидејќи не знам дали ќе се случеше ситуација да бидат заедно отпечатени, бидејќи ние постојано отвориме, се случуваат други настани и едноставно може да останат или Животот отеде границите да излезе како засебна книга, но навистина сум среќна што Тивко како молитва успеа да се издаде. Значи, веќе откривме, книгата излезе во издание на Просветно дело, во книгата се поместени 72 песни. Која од која подобра, еве, топло ми ја препорачувам на сите кои се љубители на поезијата и на литературата воопшто. И јас го имав чест и задоволство да видам дел од таа промоција и да читам едно од тие 72 песни и ја одбрав песната која ја прочитав, песната која зборува за твојот дедо, кој повеќе не е меѓу нас. Многу ми се допадна песната. И сега се поставува прашањето, ти честопати во својата поезија се навраќаш, ги подсетуваш дедото, бабата, огништето, се навраќаш во корените, јас тоа многу претпоставувам, убаво го кажав, дека навраќајки се назад, тргаш напред во својата поетска кариера. И ти тоа одење напред не го правиш чекорејки, не го правиш и тајки, и трчајки, туку ти галопираш просто во својата кариера. И чинам дека многу наскоро Сузана Мицева ќе го достигне тој свој зенит или тој свој апогеј. Во што е тајната на успехот? Јас многу пати сум те прашувала, а сигурно и многу други те прашуваат. 3 деца, сопруга, не знам, новинарка, дописник, а и поетеса, и тоа успешна. Јас не се доживувам пред се така, можеби тоа е единствената тајна. Не се доживуваш како мајка на 3 деца, па мајка на 3 деца. Не се доживувам како во ниедна од тие улоги, јас сум само Сузана. Добро. Значи и се друго е уште една алка во мојата личност. Така. Не размислувам на тоа дека јас сум сега мајка и дека треба, не знам, околу тоа посебно да ми се посветува внимание или дека не зборувам за внимание, значи нешта кои одзимаат време од тие 24 часа што подеднакво ги имаме и јас и ти и сите други. Меѓутоа, навистина не размислувам за ништо, тоа едноставно сум влезена во
во целиот тој процес си го организирам денот без нешто посебно да, знаете, кога размислувате дека леле имам 3 деца, имам обврски, имам работа, би сакал да седнам да пишувам или да читам, мислам дека самото тоа ве обременува. И тоа го тргаш на страна, добро. Значи едноставно влегувам во целиот процес и го терам денот. Муабетот ми беше дека не се доживувам како нешто посебно успешна или не знам. Тоа ми е непотребен товар за кој што не сакам да го носам на себе. Јас сум едноставно пишувач. Најверојатно создавав приказни, пред се приказни, уште кога бев многу мала. Имам брат кој што е 6 години помал и постојано ме тераа бидејќи моите живеевме на село и мораше да се оди на нива и секој член од семејството има улога. Да. Така јас на своји 6 години од прилика припазував на едногодишно дете, палаво момче, и за да го смирам, да го скротам, измислував најфантастични приказни. Значи дури и сега можам да се присетам на некој од нив. И растена бев многу со приказните. Мислам дека тоа можеби го стимулираше мојот ум и едноставно сега само јас од секојаш ги пишува, само што не сум објавувала можеби со тој интензитет. Така што сакам да си правам документ на она што имам да си го запишам, да го кажам. Ако го најде патот до публиката, тогаш е многу убаво да споделиме заедно некои приказни, некои размисли. Биди сигурна И тоа е целата сето она што јас сум го проектирала за себе. Понатаму не бидејќи моите пријатели, ќе ја спомнам, Ана се вели се една вреќа ветар. И стварно сакам да мислам дека се е вреќа ветар, се друго не треба да го... Со оглед на времето во кое живееме, да, помалку е така. Но ајде да не зборуваме за тоа, да зборуваме за вредностите кои утре сепак ќе останат во некоја библиотека, во некој агол, во некој подрум на крајот на краиштата, зошто да не? Так. И од кои некој ќе пушти рака, па ќе ја земе твојата, мојата, нечија книга и ќе се вдахнува со она што е напишано. Молитвеник од претходниот живот и тивко како молитва. Молитвата е како инспирација, како бегство. Молитвата како што? Се молили ли Сузана Мицева? Па да. Добро. Да, на мој начин. Можеби не некако што... Како што сите се молат. Не знам дали сите се молат всушност на ист или сите се молат на различен начин. За мене и зборувањето е молитва. За мене е молитва да ги одржувам односите добри со луѓето што ми значат. За мене е молитва. Знаете, секој еден чекор го доживувам како молитва. Во смисол, се трудам да живеам на начин кој што би бил едно вечно тихување. Заради тоа што ако се полниме со горчини и со несреќа и со злоба и негативна енергија во текот на животот и во текот на денот, чуму се молиме пред иконите или пред олтарите. Така што молитвата е една форма во мојата глава, онака замислена како што сум бидејќи во молитвата всушност има навистина тешки песни, каде што размислувам за смртта. Тоа се размисли, тоа се некои мои филозофии кои што сум обидела поетски да ги моделирам. Така што тоа што предмалку го реков дека ти галопираш во твојата творечка кариера, тоа не е нешто што е извадено од ракав за да ти направам комплимент. Јас всушност завчера заборавив да кажам дека бидејќи прочитав една жестоко топла, жестоко и тажна во исто време искрена песна за твојот дедо. И заборавив да ти кажам пред целата таа публика што беше таму во малата сала, дека најголем комплимент за еден автор од друг автор е дека жал ми е што таа песна не е моја. Или жал ми е што таа песна не сум ја напишал јас. А токму тоа сакав да ти го кажем. Благодарам. Нема ништо поубаво од тоа. Чинам дека сум еден од, можеби, најповиканите за да направам една паралела, едно премостување, една компарација на тоа како пишуваше порано Сузана Мицева, како пишува сега, бидејќи Сузана ја знам од времето кога беше средношколка и кога срамежливо, но мощна самоуверено пред целата јавност излезе со својата дебитантска книга. Ако ги споредиме таа книга од пред 15 на години и ова,
тука е тој заклучок дека многу напредуваше во својата кариера. Неверојатно, таква паралела би можела да се направи кај секој автор кој што Апсолутно. пишува од своја порана возраст Добро. и кој што може би бил доволно храбар или мотивиран да објави. Не знам дали би се случила и првата стихозбирка ако не беше твојата помош, ако не беше Киро Донев кој навистина беше многу упорен да се издаде, а Иван Котев беше упорен да се состави. Така. Заради тоа што таа некоја јазична, стилска коректура што ја направи ти кога јас бев ученичка, технички ја обработувавме со Иван Котев и со неговите пријатели, тогаш на еден стар компјутер, па Киро Донев постојано вртеше по издавачите да се најде издавач кој што ќе го објави, бидејќи тие тогаш јас и сега се сомневам многу пати во себе, во нешто што, бидејќи си, како да речам, секој треба да се критичен кон себе и кон тоа што го прави, и најдобро е кога другиот ќе го оцени, ќе го насочи, па така се случи и тогаш. Тие сметаа дека како млада девојка поетеса треба да го објавам овој ракопис и да ја означам почеток на една творечка кариера и така. тоа. Времето се тркала, како тркало, па еве, ако во времето на организација на една манифестација која се вика Средба под јаворите, посветена на Видое Подгорец, кој ја организираше Иван Котев, ти си била само ученичка и учесничка на таа манифестација. Еве, нештата си доаѓаат едно по едно, па сега таа ученичка која била учесник во таа манифестација, сега е организатор на таа манифестација. Какво е тоа чувство? Прво сум почестена, заради тоа што мислам дека нема поголемо задоволство и нема поголема сатисфакција од тоа да имате можност да ги воскреснувате делата на вредните луѓе. Тоа ми е секогаш како една водилка дека се она што било вредно, а припаѓало на нашиот народ и се уште му припаѓа, ни припаѓа нам, ние не треба да го забораваме. Синоќ ја зборувавме со уредничката Ксенија дека меѓу читателите Подгорец е заборавен автор, дека ги нема неговите дела толку присутни и меѓу децата, и во лектирните изданија, и во учебниците, а има 110 книги, 108 книги. И тоа зарем не е доволен мотив, а е неверојатно квалитетен, неверојатен ерудит. Значи, дали ние треба да ги оставиме? Или Иван Василевски? Или во догледна иднина сегашните големи авторски имења. Значи, јас сум само почестена што можам да направам нешто што треба да се направи. Бидејќи тоа не е изнасилување. Ние не правиме ништо што не треба да се направи, туку малку од она што многу треба да се направи. Так. Сигурно и се уште не го правиме баш во онаа форма во која што тоа треба да изгледа, но почеток е, многу сме мотивирани, се надевам дека ќе продолжи и целата поддршка и луѓето ќе се мобилизираат да бидат дел од ваквите манифестации, бидејќи тие треба да се на заедницата, а не поединци да ги раководат и организираат. Едно прашање кое можеби ќе ти делува како клише, се наоѓаме на крајот од една година, наскоро ќе ја дочекаме новата година. Како ја оценуваш оваа 2019 година во твојата кариера и што очекуваш во 2020? Познавајќи ја Сузана Мицева, сигурно работиш на нешто ново. Никоја година не сум правела, не знам, некакви планови и цели. Оти годините доаѓаат и се заминуваат, не зависи од годините, зависи од нас. Јас немам, всушност, немам години во кои што нешто замислувам, зацртувам и ги правам, едноставно си живеам. Значи, ако се во некоја година се случува, 2 години поред се случува да излегуваат стихозбирки, меѓутоа не заради тоа што сега пишувам или решив, туку заради тоа што се создадоа условите за тоа. Јас постојано пишувам или постојано творам, си работам, меѓутоа понекогаш знаете, тоа е моментот кога ќе се случи. Се надевам дека универзумот и Бог ќе ми дадат можности да имам такви моменти, инаку во работата не застануваме, ама тоа ме прави среќна, а тоа не е дека работам за да постигнам нешто, туку работам заради тоа што само така се чувствам жива. Па сепак,
На самата промоција Ксенија Маказлиева Трајчева рече дека напролет или наскоро во 2020 година треба да очекуваме книга на детска поезија. Да, тоа ќе биде моја прва книга на детска поезија отпечатена. Меѓутоа имам уште 3 готови ракописи. Да, така што ако има услови може да излезат и повеќе, бидејќи веќе 3 години континуирано во сите списанија за деца, литературните списанија на просветно дело, објавувам поезија и проза, така што има материјали, знаете, тоа континуитетот на работата ги создава материјалите, потоа само треба да се филтрираат, да се доработат и да се објават. Така што ако има можност, и ќе бидам навистина многу горда, бидејќи тоа е една толку весела поезија, спишувана за младите, и мислам дека на децата ќе им се допадне. Јас се надам дека е така, бидејќи има некаков вакуум период, ако се сложуваш, ако си согласна со мене, дека како да недостасува добри, свежи автори во поезијата за деца. Јас се трудам многу да ги следам авторите за деца, заради тоа што сепак сум нова во творештвото за деца и едноставно сакам да знам што е актуелно, што работат младите или повозрастните автори, кои се нивните тенденции. Недостасуваат автори генерално. Тоа сакам да кажам. Оти кога го констатирав тоа, првата асоциација кога ќе кажам литература за деца, веднаш помислуваме на Горијан Петровски и на Киро Донев. Нема трет. Така е, Стојан Тарапуза или така. Добро, тоа е веќе. Меѓутоа, мислам дека младите како мене, па дури многу помлади веќе има автори кои што треба да се осмелуваат и да го почнат тој процес на градење, бидејќи секој автор има процес на градење и само така е здраво. Бидејќи ако вие покажете едно ниво и потоа тоа нема растеж, мислам дека е лошо за самиот автор, така што не треба да се обесхрабруваме, едноставно да се трудиме, да работиме и да имаме добри уредници, добри водачи. Без ментори едноставно не може да го достигнеш својот зенит, бидејќи и пишувањето е на некој начин занает. Едно е талентот, но друго е начинот на кој што ќе дозволиме тој талент да се канализира. Муабетот многу убаво ни оди, меѓутоа чинам дека со оглед на она поговорка, она мудрост која вели една слика 1000 зборови, ние можеме до утре наутро да зборуваме и за поезијата и за твојата промоција, но чинам дека може ние да ја прераскажуваме колку сакаме, ама најубаво е да ги почестиме гледачите со снимка од твојата промоција што се случи завчера во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Почитувани гледачи, уживајте, а ние потоа се враќаме со вториот повод.
закатанчен јазик. Ми треба долап, место поголемо од соба, троа помало од куќа, да се соберам внатре како полошав. Легнат во орман под клуч, со старите килими, черги и типли, завиткана во мирисите на детството. Зашто моите врсници со нив ја впиваат под румската влага. И некоја полица од старо буково дрво, да ги ведомам на кршената керамика, ветви од порцелан, обоеното стакло, да ги наполнам со топлите зборови на баба. Со секое налевање ошав, кафе и чај, повторно ќе сум дете и ќе се слуша мекото скокоткање на љубовта врз нашите непца. Мојата одаја нека биде и олтар, да му се молам на јазикот на кој прозборев, а еве веќе никој не ме разбира. Со Сузана Мицева негуваме ист сензибилитет кон поезијата, особено во навраќањето кон нашите сеќавања од детството, кое во оваа песна го слушнав како крцкање на старите чартаци од селските куќи и мирисите на нашите сакани, но заминати лица. Распонот на песните се движи од раѓањето до смртта, давајќи им со зборот сила на животот, но и на смртта, на сите настани помеѓу, поинаква боја и димензија, раскостувајќи ги и соочувајќи се со нив, без трошка страв. Вечерва, драги пријатели, сме присутни на осветувањето на домот, изграден од збор, молитва и сон, именуван како Тивко како молитва на Сузана Мицева. Во кажувањето молитви, исповеди, сонови, поезија на Сузана Мицева и нејзиното доживување ќе молитвуваат, сонуваат и љубуваат нејзините пријатели Иван Котев, Киро Донев, Ѓорги Калајџиев, Ице Беличев, Катерина Панов Кожаров, Билјана Костадинова и нејзината сестра по мисла Ана Витанова Рингачева. Повелете! Почен ли е? Да, добро. Најпрвен да се извинам за мощното прекинување на моите гласни жици, затоа што сум наскината, но просто не можев да не дојдам и да ја пропуштам промоцијата на Сузи. Поетското творештво на еден поет, а веројатно и на сите уметници, мене ми наликува на еден човечки живот. Си има тоа свое раѓање, детство, младост, зрелост, па и старо доба. Би можело веднаш и да го докажам оваа. Смртта како тема се јавува уште во првата стихозбирка на тогашното девојче Сузана Витанова, сега со ова ќе ја изненадам, Студени огнови, во далечната 2005 година. И за неа тогаш таа пишува вака: Та жаленка 3. Мирисот на кандилото го најавува твоето заминување во плачливиот септември. Само куците стрелки се влечкаат по мирнотијата на моите пространства, кај што отрчав да го истурам гневот. Течат минутите, леат солзи од непробол што свири во срцето, ода на слепото постоење. Ти лежиш спроти мене, а јас несвесно те гледам, заборавајќи да ти речам најскриените тајни да ги понесеш со себе.
И сега Сузана Мицева, 2019 година, Тивко како молитва. Лепдење. Кога луѓето ми умираат, само ги затварам очите и оставам место за уште една празнина. Вдишувам длабоко и подготвена сум да бидам малку поосамена од вчера. Научив да ги испраќам драгите мои стоички со прикриена жал. Како жена која со години чмае во својата горчина, ја пијам како вино пред обред и ви се колнам дека можам до недоглед да испраќам мртовци. И правам навистина величествени погреби. Оти, ја знам како е да се биде сам и напуштен. Да си одиш последен, кога веќе никој нема. И така, на секое положување цвеќе, мирисот на темјанот и со тажното капење на восокот си повторувам: утре ќе си оди и друг, во рете срце, еден ден ќе си одиме сите. Откако си замине мојата душа, ви велам, многу полесно ги погребувам телата. Достоинствено, воздржано и речи си лажно. Браво. И како Сузија има достигнато својата зрелост како творец, и искрено ти посакувам уште многу долго да ја задржиш таа своја најпродуктивна фаза, а сите ние да се насладуваме на сите тие твои поеми, кои што едноставно дали ќе се препознаеме во нив или пак ќе поттикнат некои нови мисли, ќе не бидат благодат за душа. Сега уште 2-3 реченици само зошто ја избрав песнава. Затоа што логично веројатно и моите мисли се поклопуваат со незините овде. Смртта од секогаш била инспирација за сите автори, без оглед дали се работи за незината крајна баналност или пак апсолутната сигнификантност. Како таква, секогаш потикнува безброј филозофски мисли. Стоејќи во капелата, сведоци сме на еден таков тежок миг, во кој што нормалното однесување на луѓето мене повеќе ми личи на лудило отколку обратно. И секое наше одење таму значи оставање дел од себе си и кинење парче од нашата душа и нашето срце. Сузана Мицева го има одлично насликано сето ова. Ете затоа лепдење, а ако ме оставите со истата жар и истиот кеф, ќе ги прочитам и сите други. Она што не ми се допаѓа е светлото, оти не знам како ќе читам. Она што ми се допаѓа е концептот на вечерашнава промоција, кој на некој начин и пркоси на она класика. Се чита песна, па зборува промоторот, па пак се чита песна, па зборуваат авторот, па пак се чита песна, па велиме довидување, аплаудираме и си одиме задоволни. Пред 10 дена во истава сала имавме промоција на најновото дело на Иван Котев и надвор врнеше дожд. Еве сега после 10 дена повторно промовираме книга и повторно надвор росови. Ако дождот значи берикет, тоа значи дека промовираме берикетни автори. И нека е така, убаво е дека е така. Концептот ми се допега, како што веќе реков. Значи, авторката ни кажа: вие сте мои пријатели, вие ќе седите во првиот ред, ќе избирате по една песна, ќе ја прочитате и ќе кажете зошто сте одбрале оваа песна. Тоа е добро, многу самоуверено, многу храбро и навистина Сузана Мицева цврсто верува во сите 70 песни поместени во делото кое вечерва го промовираме и навистина сите 70 песни заслужуваат внимание. Од тие песни избрав една, ќе ви кажам потоа зошто, која се вика Посхумно испраќање.
оди вака. Ќе се трудам да бидам потивок, тивко како молитва. Во рацете туткам парче хартија. Така дедо ми го стискаше залокот пред да го изеде со отпечатоци. Не дозволуваше да се распаѓаат ронките од студениот тридневен леп. Сиромаштијата на едно детство беше во секоја бразда на старечката кожа и на лебот. Сакав да му напишам писмо, посмртно. Па место зборови собрав сеќавања. Доволно ли е да им се напишат неколку редови на луѓето со кои си поделил живот? Го фрлам листот и меѓу дланките стиснувам парче леп. Си приредувам ритуално испраќање и мирна вечера. И сега, зошто оваа песна? Зошто? Кога јас сум се родил, дедо ми Ѓорге Калајджиев рекол вака: се роди мојот наследник, сега и да умрам, не ми е жал. И чиниш Господ го услишал тоа што го рекол, па само неколку месеци после моето раѓање тој заминал од овој свет. И јас немам апсолутно никакви спомени од мојот дедо. Не знам дали знаете, веројатно знаете, од третото дете на Сузана, најмалото, кај метлијата, се вика Кире. И крстен е по прадедо му Киро, дедо Киро. Добро го познавав. Еднаш така, во нивниот куќен двор, седиме, разговараме и дедо Киро ми вели: ти кој беше? Јас му велам: Ѓорги. Кој? Ѓорги Калајджиев. Ми вели тој. Јас го знаев дедо ти Ѓорге Калајджиев. Тој умре пред мене. Бев малку збунет, ми беше малку смешно. Нормално е кога ти си жив, а тој што умрел, дека тој умрел пред тебе. Но, од друга страна, ми беше многу мило што дедо Киро успеа да го оживее барем за миг мојот дедо Ѓорге. Еве, јас во овој момент ги оживеав и едниот и другиот. Бог да ги прости. А Сузана Мицева, преку песната што ви ја прочитав, го оживеа и вечно ќе живее во незината песна, незиниот дедо. Таа мош неумешно го прави. Не само со дедо и со бабата и со огништето. Таа враќајќи се во детството, враќајќи се назад, оди напред во својата кариера. И нека оди. И честитам. Драги пријатели, ве поздравувам. Јас да не заборавам, најпрво ќе честитам на Сузана за навистина прекрасните песни, навистина прекрасните изблици за јазикот, за љубовта, за сето она што го чини животот живот, а после ќе кажам зошто избрав оваа песна. Бовча јазик. Собирам зборови од креденци, ковчези, на горните подлици од шифонерот. Ги испразнив амбарот и плевната. Стариот ер и самалъкот ги изодив боса. Да го сетам кръсканието на бабините думи и душемето. И ја отворив младоста, ги претресувам диплите, рогозините, се што најдам, се што падне, ставам во прегачот. 2-3 арара, 7 кошеви
и коджакот на дедо ми полне. Ги држам под мишка, вират од скутникот, им го покажувам азното што го земам наместо во невестинската руба. Мириса зборовите на татковина и еве вака спастрени ќе им ги дадам на оние кои што се посмеваат, Божем, загрижени дека јазикот ни е сиромашен. Драги пријатели, кога ја прочитав оваа песна прв пат, на памет ми дојде Црноридзец Храбар, кој што рекол дека убословене прежде цртами и пишуре со црти и знаци, ми дојде на памет и нашиот Мисирков, кој што вели дека наш долг и наше право е да си го сакаме јазикот. И размислувајќи вака, јас ќе кажам, јазикот е звучната обвивка на нацијата. Како што озонот е звучната обвивка на земјата, што ја штити од сите штетни влијанија, така јазикот е звучната обвивка на нацијата. И во таа смисла, јас ќе речам дека Сузана Мицева ни кажа дека овој наш јазик не е од ден денеска. Дека на овој јазик имало илјадници зборови кои што денеска се заменети со супермодерни изрази. Меѓутоа, еве таа од скутникот извадила еден куп зборови и не ги дава нам, обичните луѓе, да видиме дека ние не сме дрво без корен, туку дека нашиот јазик допира длабоко во минатото. Јас си честитам на ова навистина прекрасна песна и на целата книга и посакувам и понатаму да твори во тој дух, да ни дарува вакви книги и со тоа да расте уште повеќе. На здравје. Добро вечер, драги пријатели. Најтешкото прашање кое воопшто ми било поставувано е која ми е омилена книга. Никогаш не сум го знаела одговорот на тоа прашање и сега кога Сузана ми рече да одберам една песна од сите овие за да ја прочитам, се почувствував исто како во моментот кога не знам да кажам која ми е омилена книга. Едноставно сите песни се посебни, но морав да одберам една и се одлучив за песната Заспани демони, а потоа ќе ви објаснам зошто. Заспани демони. Додека бебињата ни спијат во рацете, наградите луламе надежи дека тоа се идните лекари и адвокати. Впечатливи мажи во костуми и дами со китнести шапки. Во малите врзопи, стуткани во превојот на раката, се полегнати татковци и мајки на сладки дечиња со русокуси кадрици и чпртави носиња. И дури тие спокојно дишат, ние сонуваме за нивниот живот децении нанапред. Бебињата, кога ни спијат под пазови, стапалата ни се мушнати во топли и удобни влечки. И никој не замислува дека токму тоа бебе еден ден ќе ограби банка, ниту дека ќе биде војник, па подоцна ќе оди со патерици. Дури ги кошкаме бебињата, си пуфкаме во удобни фотели, не гази сомнеш дека некогаш ќе бидат самотници и дека нивното семе може би тие решиле или Бог така сакал, но само може би нема да ја продолжи нашата лоза. Добро е сепак што додека бебињата ни спијат, во нас се скротени и сите демони. Речи си секој ден јас, а верувам и речи си секој родител на повозрастни деца, си вели: колку сакам да се врати времето кога децата ми беа мали. Верувам дека не постои ниту поспокојно чувство, ниту поубаво чувство од држање мало дете во прегратка.
Нема никакви сомнежи поврзани со ништо лошо, туку само убави и надежни планови за нивните иднини. Но децата растат, проблемите почнуваат, сомнежите се јавуваат. И тие речиси никогаш не стануваат тоа што ние го очекуваме од нив. И иако сите песни на Сузана од оваа стихозбирка со својата искреност, едноставност, непосредност и оригиналност длабоко ја допреа мојата душа, токму оваа песна ме врати години наназад, кога и јас мирно и спокојно ги кошкав моите деца во рацете. И кога не само што демоните спиеја во мене, туку не знаев и дека воопшто постојат. Почитувани присутни, добро вечер. Кога треба да се одберат стихови од Сузана Мицева, од нејзиниот книжевен опус, е навистина тешко, речиси неизводливо. Затоа што секој стих, секоја песна е огниште од емоции, растреперува, се разигрува во нас и во нашето его. Секој збор е спастрен толку убаво, што причинува совршенство. Но задачата мораше да си ја исполнам и да одберам една од многуте. Магдалена. Во моето детство берам дудинки од напуштени плантажи. Ги карстосувам како војник на стража. И по листовите, и плодовите познавам која нива е за ракија, која за свилена буба. Се пентерам по дрвјата и им ги слушам исповедите. Ги закачуваат црниците своите порази на гранките. Не баре знамиња распнати на јарвол. Во моето детство патот до полето е послан со отпад и води до бескрајни депонии, низ кои минувам без да дишам. Истурена сиромаштија и неколку животи распознавам низ стариот мебел на соседите. Галопирам на запрежна кола и црвен конј впрегнат во неа. До моето детство, до спомените. Му викам на конјот да ме пренесе во стварноста. Младата дива кобила ја стегам за уздите. Магда, Магда! Од другата соба истрчува ќерка ми. Ме буди нејзиниот глас. Тука сум, мамо. Песната Магдалена ја одбрав од повеќе причини. Најпрво, можеби заради тоа што Магдалена е едно од моите омилени женски имиња. Друго, затоа што песната преку сонот, кој што е опишан во стиховите, ме наврати во моето детство. Препознав како да сме чекореле низ истите селски патишта и сокаци со сузе. Ме наврати во моето детство, ме наврати многу години наназад. Меѓутоа, преку игра на зборови, преку излив на емоции, многу вешто детството го спојува со сегашноста и со реалноста. Може би токму таа сегашност и реалност беа причина ете да ја одберам оваа песна, која што ја слушнавте. Тропотот на конјските копита исто така разбудија морници во моето сеќавање, во моите мисли и секако, што ако не незината прекрасна ќерка Магдалена. Благодарам. Почитувани. Јас сум автор за деца, меѓутоа
имам чест да присутствувам вечер во поводот го знаете. И да беше оваа сала полна со деца, знаев да се снајдам, но не знам со вас како ќе излезам накрај, бидејќи ова е многу сериозна работа. Еднаш, кога имав една средба со пака по една полна сала, со децата, откако прочитав, ми рекоа, сега треба да поставуваат прашања. Едно дете станува, вика, чичка од кај зема торбата, друго ме прашува како се станува писател. Викам, сега ќе ти кажам. За да станете писатели, било што да станете, лекари, инженери, било што, било која професија треба многу да читате. Ама ние сакаме писатели. Викам, ако сакате писатели, треба многу да читате. Чичко вика, ти колку книги имаш прочитано? Па викам, јас не сум читател, јас сум писател. И затоа сега ќе извинете, ако бидејќи им кажав и на децата дека добро не знам да читам, а да видам со очилата, сепак и со очилата и без очилата изгледа толку ми е силата, ама оваа светлината што ми зрачи од песната на Сузана, ќе ми помогне повеќе од оваа тама. Песната што одбрав се вика Убиец на гулави. Секој ден истураше просо од скутникот, 2-3 шаки ги распосилаше пред нозете, потем го креваше резето и ги пуштеше гулавите да колваат. Кога замре песната и на последната птица, клекна на земја и со раците го собираше житото, измешано со ситна песок. Го замиси леп и го принесе на прозорецот. Олтар ли беше, затвор ли беше, не знаеше. Джелат ли беше, жртва ли беше, не помнеше. Зошто е одбрав ова? Зошто е одбрав ова песна? Ќе ви кажам малце подосна, а првин сакав да ви кажам нешто дека многумина мислеа дека, драги пријатели, дека после тоа сјајно созвездие во македонската поезија, почнувајќи од Блаже Коневски, Ганя Тодоровски, Анте Поповски, Радован Павловски, Чедо Јакимовски, Љубен нашиот Ташковски, па се до нашиот Маџиров, дека во нашата поетска галаксија веќе нема некој неодзвездено место, друг некој поет да си запали звезда. Меѓутоа, еве, сведоци сме сите дека нашата Сузана го нашла тоа место. Но душе таму има уште едно место резервирано за Ѓорѓи Калајџиев, ама тој сака повеќе сам на себе да си биде созвездие, па затоа и по своја волја не ќе таму да се запише. И покрај тоа што таму припаѓа. А сега ќе ви кажам за песната, зашто е одбрав таа песна. Па, знаете, поезијата не се прераскажува. За неја може да се говори, да се зборува, значи и да се пишува, ама најдобро е, кога ќе се прочита, да се доживее. А тоа доживеаното пак е многу интимна, лична работа и никој не можел до сега да даде формулација што значи тоа, како да го доживееш. Јас ќе ви кажам, јас како изошто доживеев оваа работа, оваа песна. Чував, јас колку дете чував, пред да идам во Скопје, чував гулави многу. И вие знаете гулабарската страст каква е. Цел ден околу нив си играш така, меѓутоа ќе се разболеше некој гулаб, без да ми кажат овие од Европска Унија дека треба да му скинам главата, како што ќе се разболи некоја свиња, не знам каде во тоа време, ние не ги знаеме тие работи. Еден гулаб, да не ги зарази другите, ќе си отиде. Ќе се разболи друг и другиот ќе си отиде.
и него морам да го отстрана на некој начин. Третиот и така натаму и на крајот ми се испразни целиот гулабарник. Како сега суза што го испразнила тој гулабарник на некој начин, така ја доживеав и не знам дали сум навистина до затвор, дали сум джелат или жртва и така натаму. Меѓутоа, оваа песна е од книгата Молитвеник, порано објавена песна на книга од Сузана, која според моје мислење требаше да ја земе првата награда на конкурсот што го носи името на Јован Котевски. Меѓутоа, влегла во најтесниот избор. Тоа обично се случува кога ќе те мерат како на пазар на некоја небаждирна вага, ќе ти дадат помалку од колку си платил и така натаму. Ама тие гулаби од овде се преселиле во новата книга и за тоа сум среќен. И покрај тоа што ги нема сега. Инаку Сузана ја знам и таа си ја запали својата звезда во тоа созвездие. Меѓутоа, за разлика од многумина, таа не пее во хор заедно со сите други, туку таа е соло пеач. И таа пее на тие теми на кои многумина пееле досега, но со своји ноти, со своја музика, со свој аранжман и него повторува тоа што другите го кажеле. И што е најбитно за мене, пишува едноставно и разбирливо. А според мене во едноставноста е мудроста и тоа е мерило на некој начин за авторот и за делото. А разбирливоста се разбира дека е уште поважна заради тоа што таа пат допира до секого, и до овчарот, и до академикот. Значи, нема песна на Сузана која не може да ја разберете и да ја сватите. И ете, токму затоа велам дека Сузана Мицева пишува како Сузана Мицева. Јас се замерувам што порано беше под влијание на Сузана Витанова, ама изгледа се видела дека плагијатот не чини, па сега како Сузана Мицева многу похрабро и по-оригинално чекори, па и на нејзе и на нејзините песни јас им пожелувам среќен престој и многу нови читатели од 21. век. Баба. Дури беше оган, молњи со зборови палеше. Ни светнуваше во совеста како факел во студени пештери. Дури беше топлина, леп од устата вадеше и вскут со приказни не врзуваше. Душите со медовина ни ги ситеше. Кога стана догорче, салподзина и ридот не надвисна, а студенилото како поток истече низ неја во нас. И немаше никој да ја ги затвори очите. Не знам колку емоции вечерва има во оваа сала и колку овој простор е трансформиран во нешто што никогаш не бил. Меѓутоа, еве јас да кажам прво зошто ја одбрав оваа песна. Ја одбрав заради тоа што кога пред 30 години судбината влезе во мојот дом и ја скрши лебната погача надве и си зема парче со неа, ни ги остави трошките. И тогаш мојата баба беше таа што ги собра трошките и со нив не прехрани, за да можеме да обстанеме и да бидеме тоа што сме денес. Таа и денес жива, иако 9 децении има, меѓутоа не верувам дека нејзиниот лик некогаш може да се избрише од мојот живот и дека таа всушност станува архетип што јас го носам во себе
и ќе го пренесувам на генерациите кои што ги одгледувам. Токму затоа, ова не е само мојата баба, претпоставувам, тоа се сите оние баби кои што на некој начин оставиле печат во нашиот живот. И во еден ваков миг, кога се шепоти поезијата на Сузе, што и да се каже, ќе биде само нарушување на она природна рамнотежа која што само поезијата има сила да ја воспостави, заради тоа што само таа општи со посредство на емоцијата. И слушајќи ги стиховите тивко како молитва, имам чувство, а веројатно и вие, дека сите тие стихови постојано добиваат поинаква боја, зависно од индивидуалното доживување на читателот. Во случајов, сите ние вечерва кои што добивме една толку баба задача да прочитаме по нешто што ни е блиско. И по кој знае кој пат си ја расчистувам со себе дилемата, еве и вечерва се докажа тоа дека е така, дека поезијата со секое неизино препрочитување всушност се пресоздава. И како мал милион честички да лебдат во воздухот и некаде таму во некој простор се распрснуваат и повторно се соединуваат. Во нив дише нашето духовно присуство, таму ни се и свеста и совеста во стихот, маскирани, сокриени зад превезот на зборот. Нашата физичка присутност е само лажна слика, некаква искривена кулиса, привремено поставена на сцената на животот. И токму зад неа се случуваат сцените на нашата трансформација од еден во друг лик. Тоа го правиме постојано, катадневно. Таму во полузатемнетите простори сме сите ние, глумејки невидливост, се обидуваме да го свртиме погледот еден од друг, за да не се соочиме со голотијата на другиот, која што е всушност реплика на нашата. И свртувајќи си грб, разголените души, разголените тела, како да се обидуваат да побегнат еден од друг, да се преоблечат во лик кој реално и не постои. И кога така задишани ја оставаме кулисата зад себе и истрчуваме на сцената на животот, да го освоиме просторот, новиот простор, тогаш стануваме свесни дека всушност сите ние заедно сме дел од една иста сцена и на неа ги играме нашите животни улоги. На неа плачеме, на неа се смееме, патуваме, тагуваме, одново се раѓаме и на крајот умираме. Да се оживее мрачната страна на нашето постоење, значи да се направи невозможен обид да се слече сопствената кожа, за помалку да боли, или пак да се отсече дел од неа, за да се трансплантира парче љубов или топла свежа крв во смрзнатото тело на оние кои ни насон не можеле да ги предвидат или да ги препознаат далечните патишта по кои животот ќе ги однесе. И каков е тој порив да се поетизира болот, тоа често и се замерува на Сузе во наводници, дека пишува премногу за смртта, за болката, страдањето или смртта, тоа е всушност потреба наместо солза да се пушти зборот да ја измие душата. Екзилот, бегството од еден во друг живот е наша предодреденост, наша судбина, но не и кога тој екзил станува реален, кога тугите граници стануваат привремени домови, а земјата под нив за некои несреќници и вечно почивалиште. Секој за себе си присвојува по еден стих молитва, стих шепот, за да ги осознаеме, за да ги растајниме и болот, и стравот кои ни се заеднички, кога на коленици просиме барем уште едно изгреј сонце, и уште едно, се додека не се измориме и не се помириме со вистината дека сме минливи и смртни. Ви благодарам. Пред само некој ден, околу 5 часот наутро, додека небото надвор се уште беше сино, со топло кафе,
и бъскањето на светилките од новогодишната елка, си промолчав слушајки еден човек кој е првиот рецензент на молитвеникот на Сузана. Дејствието се одвива во црквата Свети Никола во Вевчани по повод наградата Јован Котески, која и припадна на Сузе. Откако ќе ја прочитате книгата Тивко како молитва, ако веќе не сте ја прочитале, ќе сватите дека господинот Мишо Китановски, доајенот на македонското новинарство, писател, публицист и хроничар, бил во право. Иако не успеа да дојде, и покрај големата желба, ве поздравува. А сега да го погледнеме 7,5 минутното видео, ве молам да се свртете и да уживаме во неговата реч. И ќе почнам со два цитати. Првиот цитат е од Монтен, кој што на почетокот од 18 век рекол вака: пишувањето поезија всушност е бележење на својата интима. А ќе додадам еден цитат на нашиот прославен критичар Димитар Митрев, кој што велеше вака: песните прво се доживуваат, а потоа се запишуваат. Најден меѓу овие два топоси, меѓу овие две личности, меѓу овие координати, јас чудесно се нурна во стиховите, во песните на поетесата Сузана Мицева и искрено да ви кажам, открив многу значајни работи, толку потребни за нашиот живот и за нашето постоење. Книгата е градена во 3 циклуси, односно 3 условни поделби. Поетесата не ги изразила тоа во класични циклуси, туку поделбите ги не правила со песни. Тоа практично ми кажува и ми докажува дека се работи за формирана поетска личност, за поетска личност која во македонското поетско писмо партиципира со својата зрелост и со својата отвореност кон песната. Што ми покажува тоа? Ми покажува дека првиот циклус е за зборот. А кога е зборот, се знае дека се почнува од речта, односно од зборот. Вториот циклус е молитва. Ве молам следете го. Збор, молитва и дом. Таму, во ова свето тројство, збор, молитва и дом, треба да ја бараме поетесата Мицева и нејзиниот пев. Нејзиниот пев ме изненади со чудесно убавите, изласкнати, изклесани, изделкани зборови, така што, искрено речено, збор станува за зрела поетска личност, која не уверува дека следните книги ќе бидат уште по-силни, уште по-јаки. Првиот циклус. Зборот се тркала како изгубен камен по удолница и ќе ме пресретне наравно. Вториот циклус е дом. Секогаш му се враќам на домот, понекогаш како дух, друг пат како тело, ретко одиме заедно. И, што се вика оној последниот циклус за молитвата, а таа е ништо друго, туку една исповед, како што се и сите нејзини песни. Поетесата си ја регистрира својата интима, а нејзината интима се движи меѓу еросот и танатосот, меѓу стравот и тајната, меѓу љубовта и постоењето, меѓу денот и ноќта, и во таа игра не на зборови, не на штури зборови, туку на силни, пронајдени и изглачани, изчистени од секаква наслага зборови и метафори, таа не нуди заокружени песни и заокружена збирка. Таа, кога се моли не само за себе и не само за нас, туку се моли вон временски и вон
она што би значило денес, сега и тука, или утре, задутре и некогаш. Јас ќе си земам право само во интерес на времето да ви прочитам по извадоци од некои песни кои што доволно зборуваат за низиниот талент, искажан, отврден и валоризиран во оваа збирка. Вели вака, завршува песната зборовода. Се што некогаш не кажале, истекува од небото. Следната е, човек капе однатре, јас сум дошт, решето така. И сега, натаму, ако кажувам, а еве го јазикот, вели вака, мојата одаја нека биде и олтар, да му се помолам на јазикот на кој прозборе. И еве, никој веќе не ме разбира. И уште, мирисаат зборовите на татковина и еве вака, спастрени, ќе ги дадам на оние што се подсмеваат, божем загрижени, дека јазикот ни е сиромашен. Поетесата во неколку своји песни, особено и нагласено, ги пунктира тревожните звуци, мембраната на која свира сите неправди упатени кон нас и кон нашиот јазик, кон нашата историја и постоење, и од тука таа во оби мајчински да го заштити зборот, односно да го заштити и да го дорече зборот и јазикот, се обидува на севозможни начини и мајчински да го направи сето тоа. Уште една вакво и еве ја молитва. Молитвите ни се чисти како здив на новороденче, но смртта е неугасна оган, дими. Замислете, поетесата со какви одбрани зборови ни го ја кажува вистината за нашиот живот. Да не должам повеќе, ќе завршам повторно со Димитар Митев. Тој во една објавена студија за една книга вели вака. На крајот последниот пасус. Вели, ја прочитав најдосадната книга што воопшто сум ја прочитал во животот. Ја фрлам зад мене и го заборавам името на насловот и името на авторот. Јас го парафразирам во тука смисла. Јас сум радосен, јас сум почестен, јас искрено гаам чувства дека оваа збирка, молитвеник од претходниот живот, за да не го пренесе идниот живот, е зрело, квалитетно, полно поетски и речено се она што младата поетеса го изградила во себе и за себе. Од тука завршувам, да бидам краток, ќе се послужам со ангелот и иконата Блаже Конески. Триш поплоден ди е животот и триш повеќе да создади нашата Сузана Мисе. Сузе ке рече дека е иницијатор целиот ракопис да се отпечати заедно. Дека ја е благодарна до небо за се што прави за неа и дека е нејзина силна подршка. Таа е нашата секогаш насмеана и амбициозна струмичанка од Скопје, Ксенија Трајчева Макзлиева, уредник на книгата. Повели, Ксенија. Добра вечер. Јас не добив задача да прочитам песна, но затоа ќе ве замолам сите да ги затворите очите. И замислете. Затворете ги. Замислете. Јануарие, снежене. Ноќта меѓу 18 и 19 декември. На свет доаѓа едно мало, преубаво, бело снежно бебе. И го даваат името Сузана. Кога вие ќе ги отворите очите, сами одлучете. Но јас ќе продолжам со мојата приказна. Во македонската митологија, во македонската традиција, секогаш постојат три наречници. Тие три наречници дојдоа и таа ноќ над луката на бебето Сузана. И првата реч. Јас ќе ја дарам убост. Убавина ликот да и го краси. Убавица да биде. Но толку љубов,
толку добрина, толку племенитост и во душата, и во срцето да има, та цел свет со насмевки да го купува. Рече втората. Јас ке и дарам остар јазик, и бистар ум, и уште поостро перо. Животот да го гледа и запишува. На луѓето вистината да им ја кажува. Секогаш со чиста мисла да биде. Цел свет да ја гледа, да и се восхитува. Цел свет пред неа главата да ја наведнува. Сестрички мои, рече третата, па зар не мислите дека е тоа премногу, преголем товар за едно бебе, за едно мало ангелче што го гледате во оваа колевка? Јас ке и дарам волшебства. Јас ке и дарам бистрина на бистро планинско поточе. Јас ке и дарам вознес. Јас ке и дарам дар, свет, друг, поинаков, топол, полн со љубов, со радост, толку голем, толку сјаен, колку што се незините смрдантни очи. Та љубов, радост, вознес за цел свет да точи. Како знам дека беше јануарско, таа јануарска вечер снежна? Знам. Затоа што во таа година јас се влюбив во љубовта на мојот живот. Таа љубов ме следи и денес. Но по таа вечер, по тоа звездено струмичко небо, може би се роди мојата љубов, но се роди уште една звезда на која што денес се поклонуваме. Сузана Мицева. Здраво на сите. Благодарам за убавите зборови на сите, но дефинитивно не ги заслужувам. Ова премногу е. Ја замислив оваа вечер како баш едно тихување на песните, да ги прочитаме за да го избегнеме сето она што вообичаено ги следи промоциите. Премногу фалење и изгледа баш спротивното го направив, премногу глорификација на една поетска книга. Ксенија, ти благодарам што овој цел ракопис, молитвеникот и животот одаде границите успеа да го објавиш заедно, онака како што беше создадено. За да не должам и да не го обраменувам оваа вечер, само ќе кажам благодарам на Центар за култура што дозволија да се играме со просторот. Благодарност до колегите од Канал Вис кои што се силна поддршка и постојано се тука. До сите вас пријатели од нашето здружение, до Ѓорги, кој што и прв пат Киро Котев и Ѓорги ги прочитаа песните уште кога бев многу мала и на некој начин ме бодреа. Потоа до семејството и до Димитар кој што е незаменлив и му благодарам што постои, а Сдруженијето Иван Василевски ми покажа дека во поезијата има и нешто друго. Има многу смеа и тоа ми искрено многу ме радува што го осознав. На вас присутните ви благодарам што дозволивте песните да го доживеат своето баш онака како во храм да светат. А сега наместо да читам во живо со Кире Пиличев кој што постојано не оправа на некој начин сите колеги, изработивме еден краток поетски филм кој што всушност е и подлога за песните. Не беше подлога мојата приказна, туку подлога се приказните на бегалците кои што ние ги следевме и врз нивните приказни јас правев други приказни. Тоа бегство кога понекогаш мораш да избегаш од себе затоа што мораш или мораш да избегаш од себе затоа што сакаш. Да го погледнеме и јас тоа би било крајот. Јас само ќе замолам уште за една реченица. Бидејќи моето обраќање се обидов да биде поетично, сега ќе се вратам малце во реалноста. Голема благодарност до издавачката Куќа Просветно дело и моите директори, магистар Павле Петров и главниот уредник Весна Дуковска, што поверуваа на мојот збор и што дозволија јас да бидам одговорен уредник на оваа збирка поезија, во која што силно верувам дека може би е прва под кровот на Просветно дело, но секако нема да биде последна. И ја користам можноста да ви кажам дека во подготовка е уште една книга под закрилата на Просветно дело,
овој пат со поезија за деца. Таа промоција, верувам, ќе биде многу повесела и понасмејана, затоа што публиката ќе биде нашата иднина, нивното величество, децата. Ви благодарам. Безумност. Ни мирисите веќе не ме носат дома. Безсмислени се попадичето и багремот див во задната бавча. Ако немаш тавеј и домати полегнати во брастите, да ја чуваат црната земја од умирање. Безцелна е патеката што води вон на селбата до нивите, гробиштата и селската црква. Се некако е туѓо и пусто. Не ги препознавам плодовите, ниту гробовите и светците на иконите. Нов свет пораснал во моето место. Во поговорки и архаизми се заклучила мудроста. Никој не итропа наврата и не поминува покрај неа. Измиени сме од нас и од нашето. Новото време не светнало. Изложени и гологлави глаголиме на јазикот, на кој што и калугерките општат, варат ракија и сушат чај од лаванда. Молитва. Молитвите ни се чисти како здив на новороденче. Исчекуваме крик да го навести животот и само тогаш врескањето е радост. Седиме под тежок звон кога времето бие за ново распатување. Под ударот на камбаната го стиснуваме плачот. Најпонизно се поклонуваме во крајниот час, кога е итно. Бог е во црквите, а ние го молиме гледајки кон облаците. Свеста е празна само на почетокот и на крајот. Помеѓу е страдањето. Збороболка. Кога врне, воочливи се сите процепи во моето тело. Лие од мене, вода сум што се слева со уличните вирови. Мувла и мов ме исцртуваат како мемлосана мапа. Секоја пукнатина прокиснува и чува влага. Човекот капе однатре. Јас сум дожд, решето тага. Немилост. Штом човекот се најде во сенката на сонцето, го напуштат и сите други светлини на животот. Немилост. На која страна од светот е тоа? И кога во таа помраченост се свртува кон белозрачната куќа од спомени, ѕидовите заборавност се срушуваат кон него, смрди на прав, се спушта ковчег од стоена тага. Се насадува во детството и кој знае зошто така вовлечен чека да се вкрстат два зрака од сеќавањето. Немилост. Зошто и во радост и во жал човекот плаче како дете? Умот бара за солниште во невиноста, прочистување пред за секогаш да скасне. Жал. Смилена ми е оваа почва, каде што ми се оковани нозете. Се лулеам на ветрот и не давам чекор. Стапалата ми пуштија корења. Ме скокоткаат подземни реки, од очите ми капат. Сета сум живот и вода.
Жал ми е само што телото ми стана стебло. Ниту се вие, ниту клекнува за молитва, кога крај патот ме одминуваат подвижни камбани и звонат дека дома се затворила и последната црква. Раздолжување. Кога човекот ќе си замине, останува само тело, измиено до гола кожа. Ќе му ги слечат титулите, дипломите, ќе му ги одземат егото, костумот и светнатите чевли, и сиромаштијата, и богатството. Духот сам си оди. Драги пријатели, за крај, голтајте стихови наместо таблети пред спиење. Ноќта ќе ви биде благодарна, а утрата надежни. До некое следно видување. Секое добро и среќна нова година. Ете, така изгледаше завчера во малата сала на Националната установа Центар за култура Антон Панов на промоцијата на книгата Тивко како молитва од Сузана Мицева. Ние со Сузана сме повторно овде во студиово да поразговараме за нешто што се случи 10 дена пред тоа, а се случи еден документарен филм во рамките на промоцијата на Иван Котев, на неговото најново дело, Девојчето со златно срце, беше емитуван еден документарен филм за Иван Котев, читам пола час, половина час траеше. Точно 30 минути. Чиј автор си ти, се разбира заедно со твојата десна рака, снимателот Кире Пиличев. Од каде таа потреба, од каде таа идеја да направиш таков документарец? Иван Котев го познавам уште од моите најрани ученички денови, бидејќи тој беше директор во основното училиште Свети Кирил и Методи во Тапиле, и нашите патишта постојано одеа во ист правец. Колку и да се оддалечувавме, пак наидувавме на некои заеднички точки, тоа се генерално во литературата, книжевноста, фолклорот. И овие години, откако интензивно и соработуваме и дружиме, гледајќи го импозантното дело што тој го создава, почувствував некаква обврска да го овековечиме, барем дел од тоа. И тоа не да го овековечуваме откако Иван Котев по 10-20 години ќе го нема, туку да можеме да бидеме, да ги имаме и личните сведоштва за тоа. Ќе го има и после 20. Апсолутно, меѓутоа и во оваа форма во која што ние имаме чест да го суштествуваме сега. Муабетот ми е дека сакајќи да го што повеќе документирам, што повеќе да имаме искази за неговата работа, за начинот на кој што работел, за луѓето со кои што соработувал, за тоа како тие го гледаат него, му ја предочив идејата, му ја соопштив дека сакам да направиме една документарна рамка за неговото творештво пред се. И тој беше многу е скромен и многу беше почестен за оваа идеја и некако страмежливо ја прифати. И си рековме дека полека ќе одиме, како ни наидуваат соговорниците, така ќе ги снимаме, нема да брзаме за да може да собереме што повеќе информатори. Односно, луѓе со кои што ќе зборуваме. Така, пред 2 години почнавме прв пат, почнавме со него, одевме низ повеќе локации каде што се случувале клучни моменти за неговата собирачка дејност. Потоа тој ни ги предочи луѓето со кои што би требало да зборуваме, со кои што многу соработувал, иако испуштивме многу најве. Киро Донев го испуштивме, не го снимавме, а тој има толку многу да каже. Меѓутоа, и грешки и пропусти се случуваат и се надевам дека нема да има замерка на тоа. Може ќе има и втор дел.
или на дополнување на таа, зошто да не? Ќе ви спомнам дека Да. секако ќе има. Меѓутоа, тоа беше замислата. Потоа исконтактиравме еве пред самиот крај со Институтот за фолклор, од каде што и таму имаме многу драги изјави од драги личности, луѓе кои што биле на вистина вклучени повеќе децении во работата на Иван Котев и мислам дека направивме еден приказ за тоа кој е Котев? Бидејќи ние го знаеме како тивкиот човек кој што постојано со тефтерчето и торбичето нарамо шета низ нашиот град, се дружи, ненаметлив е, тивок е. Меѓутоа ние покрај таа тивкост и мирнотија не успеваме да осознаеме дека тоа е живо богатство. И само тоа сакав да го постигнам. Вулкан во мирниот човек, еден творечки вулкан, така. А во овој втор дел што сега самиот го спомна, би сакале да направиме еден додаток, бидејќи имаме уште многу неискористен материјал, би сакале додаток, меѓутоа малку повеќе фокусиран на информаторите и на луѓето со кои што тој контактирал по неговата теренска работа. Значи сега да го покажеме не само кој е од луѓето како го перципираат соработниците, пријателите, семејството, туку како тој ја врши собирачката работа. Така. И мислам дека и тоа ќе биде интересно, се надевам дека пролетта ќе не служи и здравје и среќа да може да направиме тие потребни снимки. Така, Иван Котев и јас и ти го познаваме долго време и ние можеби сме субјективни кога зборуваме за него. Се појавувам и јас, и Ана Витанова-Рингачева, и ти како автор, нели си дел од таа приказна. Тука и семејството, дел од неговото семејство, но најрелевантни сепак се изјавите на оние стручни луѓе кои се снимени во Скопје, ако не се лажам, од Институтот за фолклор. Нас сме една, кога на таа промоција зборуваше и господинот Лафазановски, господинот Лафазановски, првиот човек на Институтот за фолклор, кога вели, нели ние го нарекуваме Котев вториот Цепенков или струмичкиот Цепенков, а тој вели нема споредувајте со Цепенков, тој има 3000, не знам. 2000 поговорки да речеме. Поговорки, јас имам 7000, многу е интересно. Како ти го доживуваш Иван Котев? Јас Иван Котев го доживувам како реликвија која што патува низ времето. Нешто свето на кое што не содржи нас, што содржи дел од нашиот свет и треба да се чува и пренесува во идниот свет и во идниот живот. Буквално така јас го доживувам. А сакам да споделам нешто. Во тоа море од прекрасни изјави за Иван Котев, испуштив еден многу симпатичен дел од господинот Зоран Чомалинов, кој што зборуваше за искуството со Иван Котев и спомна дека пред, 15 години да речеме, кога доаѓал во Струмица, имал потреба од некакви изјави да собере од теренската работа и отишол во домот на пензионерите во Струмица. Потоа низ градот некаде шетал, но никој не сакал да му каже ништо, бидејќи постојано му веле: "Што правиш ти тука? Се што треба за Струмица да се запише, веќе запишено е од Иван Котев." Така е. И вика, тоа ми беше единствениот ден во животот, единствениот ден во мојата кариера и во било кој друг град или во друго место јас да не соберам ниту половина час запишан материјал, заради тоа што луѓето не сакаат да зборуваат. Тука го имаат Котев, тој е неприкосновен во својата работа. И тој сегмент, замислете, јас некако не го ставив, ама ќе го ставам во продолжетокот и ве јавно ветувам, и мислам дека тоа е суштината на тоа кој е Иван Котев. Бидејќи ние можеби вака не го возвишуваме кој знае како, но длабоко во себе знаеме кој е, колку вреди и колку е значаен и колку е темелен во својата работа и својата посветеност кон фолклорот. Така. Како што рече Јана Витанова некаде, дали сме се запрашале ние колку сме му благодарни или колку треба да му возвратиме на Иван Котев за големото богатство што ни го оставил нам и на генерациите по нас. За жал живееме во општество какво што е и не знам колку тоа општество му е благодарно на Иван Котев. Јас мислам дека
никогаш нема да имаме идеално општество. Добро. И никогаш нема да бидат условите созреани за секој да го има на вистина местото, на вистина почеста. Меѓутоа, ако секој од нас направи доволно за областа, за ликот, за кој што верува дека нешто треба да се преземе, сметам дека можеме да одиме на малку по вистински пат, во подобра насока, да правиме подобра и верзија од себе и подобра иднина за нашите генерации. Само со констатирање на нештата ништо не правиме. А убаво е, јас сум секогаш за отворено мапирање на проблемите и на недостатоците. И дури можеби и премногу емотивно го зборував тоа на промоцијата на Иван Котев, но јас навистина верувам дека освен тоа што треба да се каже, треба нешто и да се направи. Така. Се согласувам, ние очекуваме уште дела од Иван Котев и во 2020 година. Еве, еден таков човек се соочува со проблеми од типот, конкурира во Министерството за култура, ама ме одбија, не ми ја финансираат книгата и така натаму, меѓутоа се наоѓаат добри луѓе, се наоѓаат сепак спонзори и јас се надам дека ќе ни е здрав и жив уште до 100 најмалку, и дека ќе не радува со уште многу нови дела и за него можеме многу да зборуваме, но чинам дека е време да го видиме документарецот за Иван Котев насловен Мудроста на вековите. Сузана, ти благодарам за гостувањето во емисијата Неделно попладне. Се надам што ни ја разубави емисијата. Се надевам дека и гледачите уживаа во разговорите и во нашите материјали, а ние разговорот ќе го продолжиме, се разбира, со чајче. Така е.